Велес, една недела пред 30 септември. Ако се суди по иконографијата, атмосферата во центарот на градот е еднакво предреферендумска колку што и предновогодишна. Но фактот што во најраздвижениот дел од градот има повеќе заборавени украси и само еден пропаганден билборд за предстојниот плебисцит, не значи дека на Велешани им е сеедно за што ќе се гласа во недела. Ја би го искористила моето право да гласам за или против независно, без разлика на самата пропаганда, дали од едната или од другата партија. Да, се знае. Ќе излеземе. Не сум запознаен добро со тоа, ама во секој случај би исполнил, зашто не? Но дали пропагандата на политичките кампови за и против беше доволно добра за гласачите во Велес да донесат информирана одлука на 30-ти? Што еве разбравте од досегашната кампања во однос на референдумот? Ке може кратки блиц прашања да ве провериме? Еве, дали, например, со договорот со Грција, јазикот ќе остане македонски, ќе биде северно-македонски или македонски со фуснота? Македонски. Овој граѓанин го знаеше точниот одговор, но многумина други или не знаеја, или велеа дека не ги интересира. Македонскиот јазик ќе биде северно-македонски, не може да биде. Ние можеме да се викаме македонски, ама у странство кај ќе не цитираат, ќе речат северно-македонски. Или јазикот на граѓаните од Северна Македонија. Искрено не сум доволно запознаена, меѓутоа сметам дека треба да остане македонски јазик. Се е во најдобар ред. Се ќе биде вред. Се е македонско, се е во ред. Треба македонски, ние сме македонци, не отстапуваме од тоа. Да ти кажам, искрено, ичне се за сега како ќе биде. Само нека помине. Со оглед на тоа дека не гледам, не се гледам тука дека ќе оставам во иднина, така да заради тоа не ми интересира толку. Во однос на етнокултурниот идентитет, договорот предвидува придавката македонски да се користи и за народот. Но колку се информирани граѓаните? Дали со договорот етничките македонци ќе останат македонци или ќе се преименуваат во северно македонци? Не знам, тоа си е прашање на тие што си се во таа структура на луѓе. Македонци. Искрено не би знаела. Македонци, сите ќе си бидат македонци. Како што се било, така ќе се остане. Поставивме и навидум банално прашање за опсегот на употреба на новото име Република Северна Македонија. Според договорот, тоа ќе се користи во сите официјални контексти и документи, дома и надвор, од НАТО и ЕУ, преку билатералните односи со сите држави, пасошите и личните карти, до имињата на институциите. Опсегот на употребата на името ќе биде за домашна или за меѓународно? Меѓународно. Новото име се предвиди за ерга омнес, за секаде и дома и надвор. За сега дека се е убаво, се ќе биде во ред. Тоа треба да си го решат политичарите. За меѓународно. Време за правилно информирање на граѓаните има се помалку.